Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, во денешната епизода ќе продолжиме со обработка на така наречените Алелуја псалми, песни во кои сме повикани да го славиме Господ поради сите негови дела. Дел од овие песни започнуваат со зборот Алелуја, но сепак и оние кои не започнуваат со тој збор се повик да му се даде чест и слава на Бог. Например, во последниот псалм кој го обработивме, а тоа е псалм 113, авторот не повикува да го славиме Бог поради сите негови созданија. Сега, во псалм 114, ќе читаме за начинот на кој Бог ги избави израелците од робството во Египет. Ќе почнеме со читање на првиот стих. Таму се вели: Кога Израел излезе од Египет, домот Јаковов, од туѓ народ. Кога прататкото на израелците, Авраам, дојде во ветената земја, тој беше обичен тугинец, но Господ му кажа дека неговите потомци ќе завршат во египетската земја, каде ќе се намножат и ќе станат народ. Всушност, би можеле да кажеме дека почетоците на израелскиот народ се воспоставени и во Египет. Не само тоа, туку антисемитизмот исто така за прв пат се јавува во Египет. Фараонот многу го измачуваше израелскиот народ, но кога Бог ги слушна извиците на оние кои страдаат, тој ги избави, баш како што му вети на Авраам. Така што овој псалм започнува со подсетување на тој момент, Господовото избавување на Израел. Стих 2. Јудеја стана Божјо светилиште, Израел област негова. Авторот како да ја споредува целата јудејска земја и израелската земја со Божји храм, односно Божјо светилиште. Со тоа сака да каже дека Бог одлучи да пребива помеѓу израелскиот народ. Стих 3. Морето виде и избега, Јордан се врати назад. Ова се однесува на минувањето низ Црвеното море и низ реката Јордан. Стих 5. Што ти стана тебе море, па бегаш, и тебе Јордане, па назад се враќаш. Во овој стих авторот им се обраќа на Црвеното море и реката Јордан и ги прашува зошто бегаат и се повлекуваат. Се разбира, одговорот е затоа што Бог направи водите на морето и реката да се повлечат, за израелците да поминат по суво. Поентата на овие стихови е дека авторот го представува Бог како некој кој има контрола врз целото создание. Во Псалм 113 читавме за тоа како Бог го создаде светот, а сега дека светот е всушност под негова контрола. Сега доаѓаме до Псалм 115. Станува збор за уште една длабока песна која Исус и учениците ја пееја во горната соба при последната вечера. Не ни е познат авторот на овој псалм, но мое лично мислење е дека личноста која го напишала била дел од оние кои се радувале на моментот кога израелците се вратија од робството во Вавилон. За подобро да го разбереме, овој псалм можеме да го поделиме на 3 делови. Првите 8 стихови се наменети за целиот народ да ги пее. Стиховите 9 до 11 се наменети за левитите, а во стиховите 12 до 18 повторно се придружува целиот народ. Ке почнеме со читање, стих 1. Не нам, Господи, не нам, туку на своето име дај му слава, заради Твојата милост, заради Твојата вистина. Преку овој стих пред нас се поставени 2 опции. Едната е да градиме име за себе и да се обидуваме славата да ја земеме за себе. А другата е да го прославуваме Господовото име и се што правиме во животот да биде за Негова слава. Кој пат ќе го одберете вие? Стих 2. Да не речат незнабожците, па каде е нивниот Бог? Околните народи кои беа населени околу Израел
се прашуваа каде е Бог, бидејќи од време на време израелците беа угнетувани. Стих 3. Нашиот Бог е горе на небесата, врши се што сака. Бог е горе на небесата, но тој е заинтересиран и активно вклучен во тоа што се случува на земјата. Во следните стихови, авторот ги напаѓа идолите на кои околните народи, а често и израелците, им се поклонуваа. Стихови 5 до 7. А идолите на незнабожците се сребро и злато. Дело на човечки раце, уста имаат, а не зборуваат. Очи имаат, но не гледаат. Имаат уши, но не слушаат. Имаат ноздри, но не мирисаат. Раце имаат, но не пипаат. Нозе имаат, но не одат. Тие не пуштаат глас од грлото свое. Со други зборови, другите божества, оние на кои многобожците се поклонуваа, се божества кои не можат да дадат никаква помош. Забележете што вели Исаја во глава 44, стихови 13 до 15. Дрводелецот сече кедри, зема бор и даб, кој ги одбира меѓу шумските дрвја, сади јасен кој дождот го прави да расте. И тоа му служи на човекот за оган, а дел од него употребува да се топли, да запали оган и да пече леп. А од него прави и Бог и му се поклонува, прави идол и паѓа ничкум пред него. Поентата на овие стихови е прашањето: дали твојот Бог те носи во своите раце или ти го носиш во твоите? За жал, денес има многу луѓе кои им се поклонуваат на богови кои ги носат во рацете. Пари, пороци, материјални богатства и слично. Тоа е модерен вид на идолопоклонство. Стихови 8 до 11. Слични на нив се и оние што ги прават. Такви се и оние што се надеваат на нив. Доме Израелов, надевај се во Господ. Тој е наш помошник и заштитник. Доме Аронов, надевај се во Господ. Тој е наш помошник и заштитник. Вие кои се боите од Господ, надевајте се во Господ. Тој е ваш помошник и заштитник. Авторот дава јасен повик кон израелците, а верувам дека истиот се однесува и на нас денес. Наместо да се надеваме на лажните богови од овој свет, најмудрото нешто што можеме да го направиме е нашата надеж да ја положиме во Господ. Само во Него, а не во идолите, можеме да најдеме помош и заштита. Тоа е главното решение за голем број од проблемите со кои луѓето денес се соочуваат. Би рекол дека тоа е главното решение за проблемите на човештвото. Причината поради која светот се наоѓа во овој хаос е фактот што се повеќе луѓе се поклонуваат на неми и мртви богови, наместо да му се поклонуваат на живиот Господ. Стих 12. Господ се сеќава на нас и не благословил. Го благословил домот Израелов, го благословил домот Аронов. Господ ве благословил и вам. Не само тоа, туку и во иднина сака да ве благословува вам, вашето семејство, вашиот дом и во секоја област од вашите животи. Јас не знам ништо за вас, но Господ многу добро ве познава и не заборавил на вас. Господ го познава секој човек на оваа земја. Дури и оние кои навидум се само дел од толпата и можеби мислат дека се беззначајни и никој не се грижи за нив. Можеби за водачите на државата ние сме само бројка, но за Бог сме поединци кои имаат голема вредност, луѓе кои тој ги познава, ги сака и за кои се грижи. Тој ве познава лично. Стих 13. Ги благословил оние кои се бојат од Господ, мали и големи. Ова е категорична и директна изјава. Можете да верувате во неа, а можете и да не верувате во неа. Но, ако верувате дека Господ ги благословува оние кои се бојат од Него, тоа ќе направи голема разлика во вашиот живот. Стихови 14 до 16. Нека ви придаде Господ вам повеќе, вам и на вашите деца.
Благословени да сте од Господ, кој ги создаде небото и земјата. Небесата се Господови небеса, а земјата тој им ја даде на синовите човечки. Божјата волја не е луѓето да живеат на месечината, иако некои од нив прават планови и обиди во таа насока. Божјата волја е да живееме на земјата и да се грижиме за неа. Стихови 17 и 18. Не ќе те слават мртвите Господи, ниту оние што слегуваат во местото на молкот, туку ние живите ќе го благословуваме Господа од сега и за секогаш. Светото писмо јасно не учи дека еден ден, кога ќе бидеме во рајот, ние ќе го славиме Господ, но не треба да чекаме до тогаш за да му оддадеме слава на Семокниот. Уште додека сме тука на земјата, треба да живееме живот, полн со благодарност и слава за Господовото име, бидејќи тој е достоен за тоа. Сега доаѓаме до Псалм 116, кој е всушност благодарствена песна. Од стиховите кои ќе ги прочитаме, ќе ви стане јасно дека авторот на овој псалм се наоѓа во некаква неволја, повикува кон Бог и верува дека ќе добие спасение. Станува збор за уште еден алелуја псалм, односно песна во која авторот му дава слава на Господ за сите негови чудесни дела. Во одредена смисла, верувам дека овој псалм се однесува и на Исусовите страдања кога беше очи во очи со смртта. Може би Господ Исус ја пеел оваа песна на последната вечера, пред да биде предаден, уапсен, измачуван и погубен. Но овој псалм се однесува и на нас денес, бидејќи верувам дека и ние денес треба да знаеме дека Господ ги слуша нашите молитви и не избавува од неволите во кои се наоѓаме. Верувам дека овие стихови, кои ќе ги прочитаме, ќе бидат за утеха за сите кои се наоѓаат во некаков проблем, мака или криза. Ако ги прифатите овие зборови со вера, ќе ви помогнат да се соочите со вашите сомнежи, стравови и несигурности. Псалмот може да се подели на 3 дела. Првите 5 стихови ни откриваат дека Бог ги слуша молитвите. Стиховите 6 до 13 дека Бог помага, а стиховите 14 до 19 дека Бог е свет. Ке почнеме со читање. Стих 1. Се радувам дека Господ ќе го услиши гласот на моето молење. Ова е изјава дадена со вера. Авторот не вели дека Господ го слушнал гласот на неговото молење, туку дека ќе го услиши гласот на неговото молење. Дали вие имате таква вера во Господ Исус? Дали длабоко во себе имате цврста сигурност дека кога и да му се обратите во молитва, тој ќе ве слушне и ќе обрне внимание на тоа што го барате од него? Но сакам да ве прашам и уште нешто. Дали воопшто му се молите на Господ? Дали денес му се помоливте? Молитвата е еден од знаците на искрената вера во Господ. Оној кој се надева на него ќе го покаже тоа преку активен молитвен живот. Сигурен сум дека псалмистот и во минатото имал ситуации во кои му се молел на Господ и Господ го услишал. Може би тоа е една од причините поради кои е целосно сигурен дека Господ повторно ќе го слушне. Ние денес, како доказ дека Бог ги слуша нашите молитви, го имаме Светото писмо, но исто така и личното, а и искуството на другите верници. Стих 3. Смртни болки ме обзедоа, пеколни маки ме стигнаа, се најдов во неволја и мака. Очигледно е дека псалмистот бил во голема неволја. Своите болки ги нарекува смртни, а своите маки ги нарекува пеколни, и сигурен сум дека имал добра причина за тоа. Господ Исус исто така се соочи со смртни болки кога беше измачуван и распнат на крстот на Голгота. Но тој мина низ сите тие болки, бидејќи така одлучи, со цел да ни даде можност за вечен живот преку вера во него. Ќе продолжиме со читање на псалмот,
забележете што пишува во стих 4. Тогаш го повикав името Господово. О, Господи, избави ја душата моја. Авторот на овој псалм повика: Господе, избави ме, и Господ ја слушна молитвата негова. Стихови 5 до 7. Милостив е Господ и праведен, и милосрден е нашиот Бог. Господ ги пази слабите. Бев во мака и тој ми помогна. Врати се душо моја во својот мир, зашто Господ постапи добро со тебе. Ова е сведоштвото на секој искрен верник. Секој вистински христијанин се има многу пати најдено во мака и Бог му помогнал. Таквите животни ситуации треба да ни дадат мир, бидејќи Бог бил и се уште е добар кон нас. Стих 8. Бидејќи душата моја ја истргна од смрт, очите мои од солзи и нозете мои од сопнување. Бог го прави истото и за оние кои веруваат во Неговиот Син Исус Христос. Душите на тие луѓе се истргнати од вечната смрт. Стих 13. Ке ја земам чашата на спасението и името на Господ ќе го повикам. Во писмото, понекогаш зборот чаша се користи за она кое Господ му го дава на човекот. Некогаш, во ситуација кога луѓето прават грев, тие се соочуваат со чашата на Господовиот гнев, а овој пат псалмистот зборува за чашата на спасението. Стих 15. Скапа е во очите на Господ смртта на неговите светии. Скапа е во очите на Господ смртта на оние кои во него веруваат. Ова особено се однесува на оние верници кои низ историјата маченички ги изгубиле своите животи поради верата. Такви имало многу, а и во иднина многумина ќе пострадаат на тој начин. Тука ќе завршиме со денешното проучување. Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.